Пандемијата драстично ги промени потрошувачките навики. Американците се повеќе прават залихи на храна, но и пазарот на интернет, а купувањето луксузни производи е речиси целосно замрено. Трговијата е економскиот сегмент кој прв претрпе удар од корона кризата. Истражувачите од консултантската фирма Calgary Partners велат дека однесувањето на луѓето нагло се промени. The first shift happened in early March, and that was sort of what we think of as the recognition awareness phase, where consumers sort of woke up to the fact of, hey, something's going on here. Maybe I ought to stock up on something. When we got into mid-March, that's where we hit what we would kind of characterize as wave 2, and that was really panic buying, if you will. Прометот во маркетите беше зголемен за 70 до 90% во однос на истиот период од минатата година. Се купуваа огромни количини храна зашто постоеше страв дека ќе ја снема. Во април, кога луѓето се подсмирија и сватија дека снабдувањето нема да биде проблем, настапи третата фаза која експертите ја нарекуваат карантинска. Многумина останаа без работа, па станаа внимателни при пазарењето. Побарувачката на луксузни производи беше и се уште е во слободен пат. Аналитичарите велат дека по укинувањето на ограничувањата ќе настапи четвртата фаза, која ќе наликува на светската економска криза од 2008-та. Куповната моќ ќе биде ниска, што ќе има сериозно влијание на трговците. Од друга страна, пандемијата го поттикна пазарењето на интернет и готвењето во домот. Овој тренд неверојатно ќе остане. Only 4% of groceries were purchased online prior to coronavirus. Now that number is over 25% in under a month. So people are taking categories they would only buy in the store and beginning to try buying them online for the first time. Кризата ги промени и шопинг листите на американците. Луѓето се повеќе купуваат храна со долг рок на траење. Продажбата на супи е зголемена за 397%, на житар киори за 386%, на конзерви за 377%. Но се зголеми и побарувачката на апарати за домаќинство кои ретко кој ги имаше во својата куќа. Like bread makers, for example. Most people didn't own a bread maker. So it's pretty easy for that to increase something like 600%. Експертите се согласни дека коронавирусот ќе има долгорочни последици и за купувачите и за продавачите. Правењето залихи, купувањето онлайн, готвењето дома. Дел од навиките стекнати за време на пандемијата најверојатно ќе останат и повраќањето на работите во нормала. За Алфа од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.